Цавајлево цело време ми доаѓа еден сон кој што бил пред неколку години, за да го кажам, и викам не е поврзано со она што го планирам да го кажувам, но сепак верувам дека не случајно. Нели ми дошло на мојот ум затоа што сигурно има за кого би требало да ви да кажам. Тие што ме знаат долго време, знаат колку многу соништата се дел од нашиот живот и на мене и на Миле. И со години Господ кога сака да не припреми за нешто или кога нешто треба да се случи големо во нашиот живот, Господ ни дава соништа. Така да јас верувам дека и библиски е дека секогаш Господ не припрема за она што треба да дојде. Затоа што Господ ја знае иднината, ние не ја знаеме, за нас иднината не е известна, но Господ ја знае и вика на своите чедри ни ја открива иднината. И му благодарам за тоа, да, за да секогаш да можеме да бидеме спремни. Минатата недела почнав со сон, кој што беше предупредувачки или на некој начин ми откри што ќе се случува понатака. Така и овој пат ќе почнам со сон, кој што бил многу значаен во мојот живот. Иако поминале долги години, од кога го сонував тој сон, сепак е свеж како да беше ноќеска. Се наоѓам на една ливада, заедно со Миле, и ливадата беше многу убава, многу беше светло, многу беше убаво, трева, цвеќиња, зеленило насекаде. Одеднаш се појавува една девојка, многу убава, и облечена со некои си ројал, што викаат, кралски облеки на незе, со некоја круна на незе, и ми вика, дојди по мене, дојдете по мене. И јас и Мила одиме по незе и она отвара во земјата, отвара еден капак и скали надоли да се симнеме. И вика, дојдете по мене. И ние одиме по незе, затоа што не очекуваш да биде нешто лошо, затоа што беше стварно многу убаво и многу убаво изгледаш. Си викаш нешто убаво се случува. Како што одиме надоле, нормално станува се потемно и потемно. И кога допревме на дното, веќе ги гледаш контурите на земјата, нели, слоевите на земјата, и многу мала светлина од горе, затоа што капакот се уште беше отворен. Одеднашка се отвори земјата и видов една неубава гледка, што не би сакала многу да објаснувам, но сепак беше многу неубаво. И се затвори капакот од озгора и немаше никаква светлина од надвор. Туку само светлина, лошата светлина која што доаѓаше од земјата. И не опфати страв и што се случува. Истата таа девојка се појави, иако во позадината гледав страшни сцени, и вика, сега навлезе во својата темнина, од која што повеќе нема да видиш светлина, нема да излезеш од тука. И сега се затвори капакот и толку е за тебе. Значи, твојот живот понатака ќе биде темнина. Во тој момент само застанав и што сега? И што да правам сега? И почнав да се молам. Почнав да кажувам молитвата која што Исус Христос ја кажа во Библијата и вика: Оче наш кој што си на небесата, нека се свети името Твое, нека дојде царството Твое, нека биде волјата Твоја како на небото, така и на земјата. И како продолжувам да се молам, се вознемири девојката и почна да ми вика: престани да се молиш. Но јас не знаев ништо друго да направам во тој момент, освен да продолжам да се молам. Почна да дува толку силен ветер, што не можев да ги изговарам зборовите, може би правилно, но сепак јас знам дека продолжив да се молам. И девојката почна да го менува ликот и стана неубава. И кога завршив со молитвата и кажав амин, и се исчезна. Огромна светлина се појави. Се исчезна од тоа и повторно со Миле се најдовме горе на ливадата. Повторно цвеќињата, сонце, убаво. Кога се моментот се разбудив,
бев толку вознемирена, толку срцето силно ми чукаше, но во ист момент, осеќајќи го тој страф, нели, од сонот, во истиот момент бев толку многу благодарна на Бог, што не ме остави да бидам во таа темнина, не ме остави мојот живот да продолжи во темнина, но ми даде светлина. И како ми ја даде светлината? Со неговиот збор. Амен. Неговиот збор е тој кој што ја руши темнината. Не знам за кого го кажувам ова денеска, но верувам дека на некого му значи. Употреби го зборот кој што ти го даде Господ, за да ја срушиш темнината во твојот живот. Бог не те постави за да живееш во темнина. Бог не ти даде живот за да си некаде во некој ќоше. Ти даде живот за да бидеш светлина. Амин. 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 Но на што зашто размислувам е за тоа кои сме ние, уствари, кој сум сушност јас, која сум сушност јас, кои сме ние, кој е нашиот идентитет. Зошто ние постоиме? Сигурна сум дека сите луѓе барем еднаш во животот си го имаат поставено тоа прашање. Кој сум јас? Знаете, стереотипите во животот ни поставуваат една цел, еден начин на живот, едно нешто што ние сметаме дека е нормално. Дури во денешно време, во оваа 2020, некој пробува преку медиумите и преку случувањето околу нас да ни наметне нешто нормално. Иако сме свесни дека не е нормално, сепак сме убедени дека е нормално. А зошто сме убедени? Затоа што повеќето прифаќаат нешто и ние сме оние кои што по текот на реката се водиме или едноставно ја пратиме толпата. Но дали тоа треба да биде баш така? Или дали сме ние всушност поставени тука на земјата за да одиграме една поинаква улога? Дали треба да се спротивставиме, да одиме во спротивност од реката? Или треба да застанеме и да кажеме не натака, затоа што тоа не е водено од Бог? Јас сметам дека Господ ја постави црквата и постави одредени луѓе за да направат промена и она што се смета за нормално да не биде нормално. Знаете, никогаш Господ не употребувал, гледајќи ја Библијата, никогаш не употребувал исти начин, исти луѓе за да направи нешто ново. Секогаш имало нови начини. Дури ако го земеме примерот на Мојсей, ќе видиме дека кога се бунтувале нели во пустината, кога се бунтувале, па Господе што не донесе тука кога не ни даде вода, нели ни треба вода. И Мојсей удира во карпата и потекува вода. Значи Господ прави чудо, така. Иако претходно они секој ден живеат во чудо, да не го заборавиме тој момент. Секој ден ги води облак, дење, и секоја ноќ ги води огнен столб. И секој ден јадат мана од небото. И повторно се бунат, а истото го правиме и сега. Немојте да мислите дека сме ние поинакви од тогаш. Чистите луѓе сме. Забораваме што Господ прави за нас. И вториот пат, кога се наоѓаат во слична ситуација, Господ му вика на Мојсей, удри во карпата, за да потече вода. Овој пат не му вика удри, туку му вика речи на карпата. И овој пат вика речи на карпата да потече вода. И многу други примери покажуваат дека Господ секогаш наоѓа нови, специфични ситуации за да ни покаже, да покаже неговата големина, да покаже неговата слава. Не за да се истакнеме ние како луѓе, туку ние постоиме за да покажеме неговата слава. Често пати доаѓаме до збунка кога се прашуваме за нашиот идентитет, за тоа кои сме ние, доаѓаме во ситуација да изградиме ние некој живот заради стереотипите кои што ни се поставени од општеството,
Ние сметаме дека сме успешни личности ако постигнеме нешто што другите го имаат. Но тоа е човечка работа. Јас не би рекла дека е и нешто лошо. Човечки е да посакуваш, да имаш да го имаш она што другите го имаат. Тој е стереотипот кој што вика треба да имаме кола, да имаме куќа, да имаме 2 деца, да имаме работа која што ќе си ја работиме, ќе градиме, ќе правиме нешто. Но дали е сето тоа она што Господ го замислил за нас? Дали неговите мисли се поинакви од оние мисли што ги имаме ние за себе? Слушајќи многу мудри ликови, да речам, кажуваат дека ние треба да си ги визуализираме работите. Тоа често пати го спомнувам. Во ред, но ние можеме да си ги замислиме и да си ги посакаме работите, само оние кои што можеме да ги видиме. Да ги видиме околу нас, да ги видиме во другите животи, да видиме на телевизија и да си го посакаме тоа. И во ред е да сакаме добар и угоден живот. Но дали е Божјата волја баш тоа што можеме ние да си го посакаме? Тоа што можеме ние да си го замислиме и тоа што ние сме го видели. Ако беше тоа така, ќе беше животот на земјата една линија на монотони луѓе кои што истото се случува, истото се прави. А ние гледаме дека низ вековите толку многу нови работи се случуваат. Се случуваат работи кои што никогаш не биле. 2020 е година која што никогаш претходно не било. Distraction. Ти смете го за потврда. Да. Може би е нешто добро што сака да нас збори. Супер. Како и да е, сакам да кажам дека Бог има други планови и други идеи за нас. И не е случајно денеска што стоиме тука, не е случајно ова што се случува во 2020. И не е случајно што ние сме точно тука во ова време. Амен. Верујте дека Господ секогаш подигнувал луѓе кои што биле точно наменети за тоа време во кое што постоја. Го спомнав Мојсей. Мојсей бил човек кој што бил подигнат од Господ за да ги изведе евреите од Египет. Ако некој друг го поставил фараонот за да ги потиснува евреите и за да ги направи робови, Господ го подигнал Мојсей за да ги избави. Ако некој друг ги поставил филистејците за да им наштетуваат на евреите, Господ го подигнал Самсон за да ги избави. Ако амонејци, како се викаат тие, не знам, чекајте, хананејци, сакале да наштетат на евреите, Господ ја подигнал Дебора за да ги поведе. Ако се родил некој Аман, мислам дека се викал, кој што сакал да ги истреби сите евреи, Господ ја подигнал Естира. И во Естира, мислам, 4 глава пишува, 4 глава, 14 стих. Зар не мислиш дека Господ те подигна точно за ова време во кое што живееш, за да ги избавиш евреите? Знаете, Господ не е ограничен, па ако јас кажам, Господе, не можам јас, па Господ ќе рече, па добро, ништо сите нека умрат. Не, Господ ќе најде друг начин, ќе најде друг човек. Но зошто да не бидеш ти? Зошто да не бидеш ти оној на кој што Господ му се обрати? Стани и кажи го својот глас за тоа што за тоа си повика. Авторитетот на зборот ти е даден на тебе. А интересната работа е што Господ ми открива во последно време е што не само луѓе, може би повеќе Господ подигнува луѓе во Стариот Завет, но од Христос навака, Христос ја подигна црквата, за да биде таа која што ќе го води народот и ќе го избави од она во што се случува, од сегашност.
Да, јас не викам дека нема да подигне луѓе кои што ќе бидат лидери. Тоа е така. Но да не се идентификуваме со позицијата. Амен. Затоа што Господ, кога се обраќа на својата невеста. Кога Господ го даде својот живот, кога Исус го даде својот живот на крстот, го даде за својата невеста. Амен. Невестата сме сите ние заедно. Дури и кога Господ подигнува луѓе за да водат други луѓе, ги подигнува за да дојдат на едно исто ниво. За да одиме заедно, за да чекориме заедно. Да не се идентификуваме, нашиот идентитет да не биде во тоа што го работиме, тоа што сме завршиле, што правиме во моментот, која е нашата служба. Затоа што сите работи се менливи и минливи. Тоа го знаеме. Пред неполна година бев во една ситуација каде што одам по улица и размислувам. Размислувам за мојот живот, размислувам за Господ, размислувам за неговите планови, размислувам за моите планови и дојдов повторно во ситуација да се прашам кој е мојот идентитет, Господ? Ако јас целиот мој живот во младоста учев за да бидам нешто што никогаш нема да го работам, ако јас работев толку многу работи кои што воопшто не се поврзани едни со други, ако дојдов на место каде што воопшто не е ни приближно блиско за мене, ако сметав дека имам некој статус или некоја титула, а сега веќе ја немам, па Господе, која сум јас? Одговорот на Господ беше една работа. Лиде, ти си моја ќерка. Ти си моје дете. Каде и да одиш, јас ќе бидам со тебе. Што и да правиш, јас ќе те употребувам за да се прославам. Забораваме дека нашиот идентитет е Христос. Не ние. Она што го правиме тука на земјата е минлива работа. И добро, во ред. Јас не викам дека не треба да бидеме успешни личности. Јас не викам дека не треба да работиме, не треба да учиме, далеко од тоа. Но сето тоа е попатна работа за она што Господ го припремил за нас, за она што Господ го замислил за нас. И нешто што ви претходно Иле спомна, се надоврзува за тоа што јас многу често во последно време размислувам. Колку многу ние го ограничуваме Господ со нашето знаење, со нашите мисли и идеи, а колку Господ всушност е неограничлив. Колку е неограничлива неговата љубов, неговата визија, неговата волја за нашиот живот. Нешто што никогаш не можеме да си го замислиме. Некогаш Господ, минатата недела го спомнав тоа, некогаш Господ е потребно да не турне во нешто, затоа што ние самите се чувствуваме слаби. Ние самите не сме свесни кои сме. Ние самите не знаеме што да правиме. Или пак, како што кажа предходно, го губиме фокусот. Затоа што фокусот не сме ние, туку фокусот е Господ. Нашето постоење на земјата е за да го прославиме Господ тука. На земјата, затоа што на небото Господ си е прославен. Господ треба да се прослави тука. А Бог го потребува човекот, го потребува тебе, го потребува мене, го потребува црквата за да се прослави. Сакам да прочитам од Ефесијаните, 1 глава. Да биде благословен Бог, Таткото на нашиот Господ Исус Христос, кој не благослови во Христа со секаков духовен благослов во небесните места, зашто не избра во Него пред создавањето на светот, за да бидеме свети и непорочни пред Него во љубов. Како што не определи однапред, за да не посини преку Исуса Христа по благоволието на својата волја, за да биде фалена славата на Неговата благодат со која не дарува во возлюбениот.
во кого имаме откуп преку неговата крв, прошка на гревовите според богатството на неговата благодат, која ја излеа изобилно на нас во секоја мудрост и разумност, соопштувајќи ни ја тајната на својата волја, според своето богатство, благоволение што го одреди во него. Вика ни ја соопшти тајната на неговата волја. Јас верувам дека на сите нас Господ ни открива тајната на неговата волја. Дали за нашиот живот, дали за времето во кое што живееме. Затоа верувам дека некогаш подигнува луѓе кои што ќе им кажат или ќе ја откријат тајната која што им е дадена лично од Бог. И ќе биде народот поведен да му служи на Господ. Ако прочитаме во книгата на Даниел, мене ми е Даниел една од, можам да кажам, омилените книги или нешто што стварно покажува кој всушност е Бог. Ја покажува неговата големина. И во Еремија исто. Ако ги видиме, ако ги читаме овие книги, ќе разбереме дека Израелот живеел во најтешкото време. Во заробеништво, во маки, кога е се е суд, се е црно, се е за никаде. А можеме да ги најдеме најохрабрувачките стихови кои што се издвојуваат во целите тие книги на црнила се издвојуваат како светлина која што дава надеж за живот. Во целата таа книга на Еремија, каде што се зборува за суд, доаѓа момент каде што вика, но јас имам добри планови, добри мисли за вашата иднина. За иднина и надеж. Во целата таа ситуација на заробеништво, кога и Даниел бил однесен во Вавилон да служи на тој цар, во целата таа ситуација гледаме како Божјата рака била постојано врз него. И бил употребуван да биде советник на сите царови кои што доаѓале. Сите цареви се менувале, Даниел останувал. Затоа што неговата улога била многу важна. Вашата улога е многу важна. Амин. Не заборавајте дека секој еден од нас има многу важна улога. Без разлика каде сме, со кого сме. И не случајно сме таму каде што сме. Знаете, пред неколку месеци, дека не бевме тука, се разговарам со една личност и нели секогаш како и да е најомилената тема си преовладува кај човекот и ако што за друго, ако не за Господ, да почнеме да збориме, нели? И почнувам на таа млада личност да ја објаснувам за Господ. Едноставно бев поведена да кажувам некои работи, не се не сеќавам што му зборува. Важно му кажував дека денеска е денот за покаяние, денеска е денот да го прифатиш Христос. Денеска е денот да почнеш да читаш Библија. И таа личност ме гледа вака и ми вика, не ми се верува дека ти од многу далеку дојде за да ми кажеш да читам Библија. Јас година дена, вика, се борам со самиот себе си да почнам, да не почнам да читам Библија. И се плашам дека ако почнам да читам Библија, дека ќе бидам променет. И се плашам да почнам да читам Библија. И доаѓаш ти од некаде далеку и ми викаш денеска е денот да почнеш да читаш Библија. Знаете што таквите моменти во животот ми даваат смисла. И во тој момент сваќам дека јас сум на вистинското место, во вистинското време. И сум онаму каде што сум потребен за Господ да ме употребува. Не знам, не знаеме, можеби,
зашто и како сме родени. Може би не сме за една работа родени, може би сме за повеќе работи. Може би некогаш се ствара конфузија во нашиот ум, но една работа сме сигурни, дека постоиме за да го прославиме Господ. Се друго е попатна работа, би рекла. Се друго е попатна работа. Единствената светла точка во нашиот живот е Господ, за која што треба да се држиме. Што би рекле старите како пијан за стап. Да се држиме за Христос, затоа што без Христос животот ќе нема смисла. Може би без Христос можеш да ги достигнеш тие стереотипи кои што општеството ги кажува. Можеш да достигнеш богатство, слава, што и да е што си намислил и што си посакал. Можеш да ги оствариш. Но дали тоа значи дека ти ќе бидеш исполнет? Дали материјалните работи или титулите ќе ти донесат тебе задоволство и радост во срцето? Дали ќе ти донесат мир? Не верувам. Затоа што во Библијата пишува дека Божјото царство се состои од праведност, мир и радост, кај што доаѓа од небото. Не од тука, не од земјата, од небото. Исус вика, јас сум мирот, јас сум живота вода, јас сум патот, вистината и животот. И јаки сте само со мене, без мене паднат. Кога Петар посака да оди по вода и кога му рече на Исус, Исусе, викни ме. И Исус го викна, дојди. И Петар одеше по вода. Но кога погледна надале, се уплаши и падна. Но и во тој момент Исус не го остави да тоне, туку му подаде рака и го извлече. А знаете што е интересно во целата таа ситуација, колку брзо ги забораваме работите, е тоа што ако читаме Марко, нели, гледаме дека предходните глави објаснува Исус, во Евангелието се зборува за тоа како Исус нахранува 5000 луѓе, прави чудо. Не ги остава. И тоа чудо се заборава толку многу брзо кога доаѓа бурата. И повторно доаѓаат учениците во ситуација да кажат, па Господи, што сега? Секогаш доаѓаме во ситуација да кажеме, Господи, што сега? А Господ ти вика, ќе прочитаме што ни вика Господ. А вие сте избран род, царско свештенство, свет народ, народ придобиен, за да го прогласите славните дела на оној кој ве повика од темнина во својата чудесна светлина. Вие кои некогаш не бевте народ, сега сте Божји народ. Вие кои некогаш не бевте помилувани, сега сте помилувани. Вие сте царско свештенство, свет народ. Вие кои некогаш не бевте помилувани, сега сте помилувани. Верувате ли дека живееме во благодат и во милост која што Господ постојано ни ја покажува? Да. Јас верувам. Ами заборавам. Признавам дека има моменти кога заборавам. И ми треба некогаш време за да се потсетам. За да се потсетам која сум јас. Некогаш ми треба време за да се потсетам. Но и на оние моменти ми текнува дека Исус секогаш ни ја подава својата рака, за да не крене кога сме паднати. Јас не викам дека никогаш нема да дојдат моменти кога ќе паднеме. Паѓаме и стануваме. Затоа што во Библија пишува дека праведникот ќе падне и 7 пати, но 7 пати ќе стане. Не остануваме во една иста состојба. Бог е голем и добар Бог. И нашиот живот не е случајност.
некогаш сме збунети и несигурни, некогаш ни се мешаат разни гласови, дали се гласовите од надвор или од внатре, дали се сомнежите од надвор или од внатре, не е им битно. Но не заборавајте кој е вашиот идентитет. Знаете, ќе се подсетам на еден филм кој што го гледав пред некое време. Се работи за екзорцист кој што е 13-тиот екзорцист, нешто така беше, не се сеќам добро на насловот. Млад свештеник кој што доаѓа во ситуација да изгонува демони од една личност. И иако тој млад свештеник дошол на таа позиција заради семејството, мајката беше таа упорна која што сакаше тој да биде свештеник и така натака, и беше многу добар ученик, но длабоко во себе немаше цврста убеденост за тоа на кого јас на вистина му служам. Или која е уствари правата смисла на ова што го правам. И како и да е, животот го водеше до тој момент до каде што он беше и имаше свој ментор и слично. И сега во таа сцена каде што ѓаволот преку одредена личност му зборува. И го употреби точно тој момент каде што он беше слаб. Ја знаеше точно таа мала сомнеш која што постоеше во него и која што му вика: а кој си ти? А што си дошол ти во моето присуство кога ти немаш никаква сила покрај мене? Ти дали веруваш во мене, му вика? Дали ти знаеш дека јас постојам? И во тој момент дечкото има многу јако откровение. И вика: јас не верував до сега, да бидам искрен. Но сега, затоа што те гледам и затоа што разговарам со тебе, верувам. Верувам дека си тука, знам дека си тука. Но вика, затоа знам и една уште поголема работа. Знам кој живее во мене. Ако можеш ти да стоиш пред мене и да ми зборуваш, колку повеќе Господ и Христос живее во мене, неговата сила. Јас сега знам кој сум на вистина. Оваа споредба ви ја кажувам за да го доловам моментот дека не секогаш кога се наоѓаме во некоја ситуација која што не ни е толку угодна, значи за нешто лошо. Или може би и била поставена за нешто лошо, но Господ секогаш ги превртува работите за наше добро. И секогаш ќе искористи ситуацијата за да те подсети дека оној кој што живее во нас е посилен од оној кој што е надвор. Ние како црква Господ не постави како светлина, ќе се повторам од минатиот стат. Нас не постави Господ како сол и светлина, за да донесеме мир и радост на оваа земја. И не значи тоа дека ние нема да паѓаме, и не значи дека нема да имаме ситуации кои ќе се конфронтираме со злото. Но во тие моменти е битната работа, да не забораваме. Во тие моменти да кажеме: Оче наш, да кажеме во авторитет: сега знам кој живее во мене. Знам дека тој што е во мене е посилен од тебе. И нема да потпаднам под лагите кои што ти ми ги кажуваш. Мојот идентитет е во Христос. Јас сум царско свештенство, син и ќерка на Севишниот Бог. Амин. Ќе се држам за тоа. Амин.